Аршин е мерка од тука до тука. Сега мојата мерка, твојата мерка и на било кој друг мерката е различна горе-доле. Значи, ти домот кога го правиш по твоја мерка. Вратата сакам токава да биде. Ама вика не е стандардно. Така бе. Зашто би требало да биде стандардно? Тоа не е револт. Значи, некој ќе помислат, ти, значи, си, не знам, не веруваш ово, она е револт. Може би, ама по мене мислам дека не е, затоа што едноставно тоа е како убави разгазени кондури. Кога ти се убаво разгазени кондурите, ти не ги приметуваш. Макар колку да биле вакви или онакви. А ако се фенси, ама те глочкаат, те жулјаат, одма те почна да те боли главата од тесни кондури. Има една стара изрека, многу интересна е. 5 луѓе, 5 куќи прават. Да направиш собствен дом е да си направиш не само дом, да си направиш собствено јадење дома, да си направиш, да знаеш да си направиш, може и да знаеш да шиеш, па да си сошиеш панталони или јакна или било што. Тоа е на моментот каде што си што помалце зависен од некој друг, затоа што кога зависиш од некој друг, тој ако ти прави јакна или ако ти прави јадење или било што, тој ќе направи по свој вкус. Колку год да ангажираш ти најдобриот архитект на свет, тој ќе направи својата визија како тој тебе те гледа, па како ти би требало да живееш во некакви си живеалишта и кога ќе влезеш во тоа живеалиште што ти го направил некој друг, ќе треба да се убеди, бидејќи си го платил многу скапо, ќе треба да се убеди сами од себе дека да, тоа ми се допаѓа. Инстинктот ме водеше кон тоа дека ова место каде што сме сега, Скопска Црна Гора и Чучер, јас често имав една игра, тоа често сум ја споменувал таа игра на факултет која бев, имав возило, благодарение на моите кои што ми го купија. И викендите со колегите игравме една игра до кај оди овој пат. Седнеш у кола и викаш до кај оди овој пат, пошто појма немаш до кај. И у една од такви игри дојдов до овде. И влегов во оваа куќа, она беше напуштена и разрушена во дворот. И некако поседов сат и пол, два, не знам колку поседов. И се почувствував интересно смирено. После многу години, кога се сретнавме со супругата, нормално живеевме во градот, но се појави некоја пак од инстинкт потреба дека можеби треба да сме поблиску до природата. И јас и го покажав ова место и едноставно тоа место стана нашиот дом. Многу интересно ги користиш термините и за мене, знаеш, кога ќе спомнеш, вака ми прават една насмевка као евакуација, децентрализација. Сите тие термини во моментов за мене никакво значење немаат поради една проста причина. Кога ќе кажеш култура, тоа е исто нов термин. Но ако кажеш музика, ако кажеш песна, ако кажеш оро, ако кажеш игра, тоа е нешто што цивилизацијата на човештвото ја прати од самиот почеток, од пештерите, нели? Па се до ден денеска. Дали ти си нацрташ на пештерите или ти си направиш од една коска свирче или ти си направиш нешто, тоа е моментот на креативноста, јас би рекол, на моментот дека имаш потреба да искреираш нешто што е на едно духовно ниво, е нешто што е насушно на секој човечко битие. Ама ако таа духовност ја искалапиме, ја ставиме преку една цетка, па ја наполниме во шишиња, па ги запечатиме, тоа што е запечатена култура. Јас функционирам и во запечатена култура, но мислам дека секој човек има потреба за една слободно примање на музиката, на визуелноста, на танцот, каде што тоа ќе те донесе до едно ниво да се почувствуваш вистински ти што сакаш, а не што е тренд во моментот. Пред некои 6-7 години направив невладина организација која што ја нарековме Ракатрак. И таа организација сватив дека има потреба за таква една невладина организација која што може да почне да генерира и да привлекува луѓе и да генерира некаква содржина. Во последниве неколку години откако што постои Ракатрак, овде се има случајно едно 4-5 изложби. Една театарска представа е продуцирана од Ракатрак и играна е многу пати овде. Неколку концерти, настапи, работилници за природно градителство, работилници со деца, креативни работилници. Така да во суштина некако тоа што пробавме со супругата и со моите деца да направиме е дека нашиот дом ќе биде место каде што ќе почнеме да генерираме убави чувства и енергии.